Се викам Пео. Роден сум стар. Ние уште како бебиња имаме по 80 години. Се раѓаме мудри, келави и со заби. Ке прашате што правам? Ке ви кажам. Сеирам. Гледам, зјапам, тоа правам. Тоа изгледа како безцелно седење, но не. Тоа е активност која бара концентрација и посветеност, како држење мртва стража. Ништо не смее да помине, а јас да не видам, да не забележам, да не коментирам. Толку сум оддаден на сеирот што не можам да фатам било каква друга работа. Спијам со отворени очи. Ова се семки од тиква. Начин на употреба. Се зема семката, се става вертикална меѓу заби, се крцнува малку да се подотвори, на дворешната лушпа се плукат п, семката се јаде затоа што е здрава и помага при сеирот. Другата варијанта е леблебија, но таа е поскапа и потешка за обработка. Успешниот сеирџија е постојано на готовс. Од надвор се правиш немаш гајле, но внатре отвараш 16, правиш есап, удараш рабуш. Вие мислите јас сум опуштен? А јас сум спремен за напад. Или бегство, зависно од дадените услови. Сеирот најквалитетно се обавува во друштво со ракија и салата. Понекогаш ќе најдам на некој друг вешт, сеирџија. Јас го сеирам него, тој ме сеири мене. Јас го демнам него, тој ме демне мене. Прашање е кој прв ќе трепне. Бога ми, никому не се давам. Не родила мајка таков. Горан Стефановски е преведувач на македонските состојби и болести. Тој ни помага да ги разбереме нашите идентитетски прашања, да разбереме нашата историја, подобро да разбереме што ќе се случи во иднината, што се случило во минатото. И ни помага да станеме дел од целиот цивилизиран свет. Горан е мојата судбина, не само заради тоа што неговиот татко и мојот татко се оснивачите на Македонскиот народен театар и играле во првата представа Платон Кречет, дека неговата мајка и мојата мајка биле актерки, туку заради тоа што сме живееле во една иста куќа во Битола на Београдска број 5 и сега во Скопје сме не дели само една куќа. Судбина ми е заради тоа што сум играл во скоро сите негови представи, сум ги добил најголемите првни признанија во тогашната Југославија и во Македонија. Имаше големо влијание врз мојот живот и врз формирање на мојот вкус, и музички, и литерарен, и воопшто имав како помлад брат секогаш влијание од него. Од неговите плочи, од музиката која ја слушаше, од книгите кои ги читаше и од друштвото со кое се дружеше. Верувам дека меѓусебно се надополнувавме во тоа што го правевме. Првите албуми на Леби Сол многу ми помагаше околу текстовите. Инаку бев еден од оние на кои прво им ги читаше неговите нови драми, уште незавршени. Прво мене ме ги читаше и ги споделуваше дилемите околу одредени работи. Запишав многу млад на драматургија во негова класа и имав среќа да учам од него, не само за драматуршките работи, генерално за живот. Да бидам ова што сум сега, литерарски писател, драматург, идентитет и професија, што би рекол Горан, као потреба од него Македонија, као заморнати. Ама
баш неговиот легитимитет на неговите драми, на Горан, ми даваше за право никогаш да не се посомнявам во тој идентитет. Често пати се сеќам на првата проба на пиесата и представата че на Дрински се враќа дома. И на првата проба Горан Стефановски доаѓа, возбуден со детска трема, бидејќи го представува своето ново дело со безгранична почит и љубов кон глумците и кон театарот и го образложува својот концепт на пиесата. Пиесата беше составена иначе од повеќе едночинки кои во одреден контекст зборуваат и се допираат до одредени сегменти од животот на водачот на Дрински. Значи повеќе едночинки кои прават некоја целина за публиката да ја свати целината и да допре до срцата. И вика, еве јас го направив, вика, тестото. Вика, и ова е, вика, така наречена геврек драматургија. Првпат го слушнавме тој термин. И вика, јас го направив тестото, а вие сега за да го направите геврекот треба да направите дупката. Па останавме малку така чудо невидени, шокирани бидејќи нешто ако некој актер посакува, тоа никогаш не посакува да игра дупка. И често пати се навраќам на таа геврек драматургија на Горан Стефановски, како минува времето. И се повеќе осознавам дека всушност и нашите животи се еден вид геврек, затоа што ние со нашите постапки и со тоа што го твориме и создаваме, само го правиме тестото. А дали ќе го направиме форматот на геврек, затоа што геврек формат е тој. Геврек не постои без дупка. Тоа ќе биде кифла или перек или не знам што сакате друго. Така да таа гениална констатација на Горан колку да звучи така етно, ден денеска ме просветлува и се повеќе разбирам дека големината на секоја личност се состои од тоа колку ќе остави голема празнина за дупката. Кај големите личности дупката се пополнува со генерации, како што мислам дека ќе биде и случајот со Горан. Тестото што тој го направи ќе бара многу генерации за да го пополнат геврекот од неговото творештво, неговата личност. Му благодарам дека постои и дека постоеше во живо на многу средби и дека имав таа привилегија да се познавам и лично со него и да учествувам во создавањето на тој некој негов геврек. Имајќи ја можноста да играм во неговите представи и дружењето на во аеродром пред да замине во Англија, но секое доаѓање ние знаевме да се видиме, да се сретнеме и да си поприкажеме. Горан за мене реков дека е судбина, но за Македонија е ненадоместлива загуба. Театарот во Македонија имаше многу среќа да го има Горан или со негови зборови, кога ќе ме прашаат во некоја земја од кај си, имам легитимна потреба да кажам екстремно театар. Ono što nedostasува je negovиот смисол за хумор, неговата радост во творењето, неговата енергија за она што наизглед изгледа неостварливо и неговиот оптимизам и позитивна енергија која што зрачеше независно од времето, од состојбите, од светските кризи, од драмите на нашата земја и нација. Мислам дека како култура многу му должиме на Горан и верувам дека неговиот опус и неговото дело ќе бидат трајна инспирација за сите
оние кои во иднина и сега се разбира сакаат да се занимаваат со театар и со драматургија. Многу ми е жал што не напушти пред 2 години. Верувам дека споменот за него ќе биде во мене се дека и јас постојам. Слава му, да сме живи и здрави. Голем поздрав, Владко Стефановски.